За работодавачите препораки за двократно работно време, а работниците се печат на 40 степени. Министерот за труд и социјална политика Спиро Ристовски побара газдите да ги почитуваат препораките поради зголемените надворешни температури и индексот на УВ зрачење. Тој предложи двократно работно време, простории за разладување и да се избегнува работа на отворено, но не спомена казни за сите што ќе се оглушат на неговите препораки. Поголем дел од работодавачите ги почитува овие препораки затоа што никој не сака да ризикува состојба во која што може да се случи на определен работник, да му се случи несреќа на определен работодавач, да му се случи несреќа на работно место, односно не дај Боже да загине работник или да се трајно повреди при вршење на работни обврски, затоа што тој законот е многу ригорозен. Практично ова е превентивна фаза во која што ние изрекуваме препораки, но доколку работодавачите по истите не постапат, логично е дека ќе бидат сериозно санкционирани. А бидејќи владата важи за еден од најголемите работодавачи во контекст на градежништвото, на фирмите кои што ги наемувате да работат на проектот Скопје 2014, ќе ја дадете ли сата препорака? Па јас не знам што се поразлични компаниите што работат на Скопје 2014 од другите компании во Република Македонија. Па тие се исто фирми како сите други, сите се предмет на контрола. И додека се делеа препораките, надвор работниците и денеска во најголемите горештини работеа на споменикот спроти Републичкото собрание, додека половина од државата е зафатена од портокаловата фаза на опасни температури до 41 степен. За градежните работници нема застој. Министерот остава на работодавачите сами да бидат свесни за лошите последици кои можат да дојдат доколку не ги почитуваат неговите препораки. Како издржувате на ова време? Добро, работимо полека идем. Пречи сонце? Па, кад како, некад. Од колку до колку работите? Па од 7,5 до 4,5. И како се браните од сонцето? Па што да правиме? Мора да се работи, што се. Прашање, сонце од ветер? Не. Зависи. Од 7,5 работиме А од сонце? до 4,5. По сонце, тука по канал мора да правиме. Под влијание на топла воздушна маса од Африка во Македонија денеска преовладуваат екстремно високи температури, кои на места достигнаа и до 40 степени Целзиусови.